Зошто не сакаше да останеш во Македонија? Во Македонија не сакав да останам затоа што последната сезона која ја поминавме беше доста исцрпувачка, како финансиски, така и психофизички. Тоа беа моменти кога и јас како играч можам да речем блескав затоа што постигнав добар резултат, како јас, така и мојот тим. Ќе бидам искрена, тоа не се услови за еден играч. Не само во Тиверија, во било која екипа во Македонија. Додека сега таму имам услови. Имам основните услови. Имам тим кој те поддржува, имам луѓе за се. Има од фитнес тренер до анализа, тренер само за анализа, има тренер само за GPS уредите кои не ги управува, додека кај нас работите се сведуваат само на еден човек. Еден човек прави се. Еден човек е и тренер, и председател, и директор. И затоа мислам дека и во Македонија фудбалот не оди напред. Тие деца треба само да ги развиваат своите физички способности, своите моторички способности. Да му кажуваш на дете на 10 години дека ќе биде Меси, мислам дека и ти се лажеш и детето го лажеш. Затоа нашиот татко никогаш не ни вели дека ќе бидеме Меси или дека јас сум Меси или сестра ми е не знам кој. До сите млади спортисти би испратила една порака: не го сваќајте тренингот и надпреварот како шала. Да, уживајте во тоа, но не е тоа шала ако стварно сте се одлучиле за тоа и водете се јасно кон целта.